Слободата на медиумите и непристрасното известување беа едни од клучните прашања кои се наметнуваа во последните 10 години во државата. Дали владата и министерствата треба да се рекламираат со буџетски пари во медиумите? Дали станува збор за реклама или пропаганда и колку тоа влијае на уредувачката политика на медиумот? Во периодот од 2006 до 2016 година во нашата држава се воведе пракса преку која владата стана еден од најголемите закупувачи на простор за рекламирање на своите кампањи и политики, како во електронските, така и во печатените медиуми. Независноста на медиумите, која е директно поврзана со финансиската стабилност, се најде под силен удар на буџетските пари кои се слеваа на сметките, а преку кои почна да се диктираат и уредувачките политики во некои медиуми. Анализите покажуваат дека во тој период само владата потрошила 38 милиони евра за рекламирање на своите кампањи во медиумите, без прецизен критериум при доделување на средствата. Владата на Никола Груевски потрошила речиси 38 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија на кампањи и пропаганда. Во овие 38 милиони евра, повторувам уште еднаш, не се внесени 2006 година, 2007 година, 2016 година. Исто така не се внесени ниту кампањите кои ги правеле посебно министерствата. Така што можно е оваа конечна бројка да е далеку поголема. Токму затоа, новата гарнитура во владата донесе одлука со која се запреа рекламите во медиумите. Една од првите мерки што беше донесена беше одлуката за стопирање на владиното рекламирање. Рекламирањето не е транспарентно и отчетно информирање, туку многу повеќе пропаганда која се злоупотребуваше во изборните циклуси што ги организираше претходната влада. Сепак, буџетски пари се уште се трошат за реклами и кампањи. Во кампањата за референдумот, одржан во септември минатата година, која ја водеше собранието, беа потрошени 900.000 евра за закуп на простор во електронските и печатените медиуми, а најголем дел од околу 80% од колачот добија телевизиите со национални концесии. И за председателските избори партиите кои стојат за трите кандидати водеа агресивна кампања преку медиумите. Рекламите во медиумите ќе бидат платени со парите добиени од буџетот преку Законот за финансирање на политичките партии. Кога станува збор за поларизација на медиумите во државата и нивната евентуална наклонетост кон една или друга политичка опција, тоа најмногу се забележува кај интернет порталите кои не се опфатени со Законот за медиуми. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ.